Остануваме на тема култура. Во продолжение по културниот информатор најавуваме една манифестација за која што во рекордно време се продадоа картите. Моите гости не се тука да ја промовираат манифестацијава поради продажба на карти, туку чисто да ја пофалиме како нешто кое што се случува и ми е голем мерак, бидејќи се случува и во мојот роден град и верувам дека ќе остане како традиција. 8 издание на манифестацијата и тетовските глумци Поа или пеат. Поа. Поа си е оригиналното име, по тетовски. Добро утро за Саша Серафимовски, режисер и Игор Бачовски, сценарист. Добро утро. Тимот е голем, јас кажав и во првиот час кој што стои позади ова, меѓутоа ете вие двајца утрово наши гости. Ви благодарам што дојдовте од тето. Благодарам на поканата. Да, тимот е голем. Од година на година се поголем и поголем. Тетовските глумци Поа е манифестација која што почна спонтано. Значи нема некој кој што не дошол на идеја да направи нешто такво. Зошто се вика и тетовските глумци Поа, се знае. Покојниот више, нели, Марин Бабич имаше онаа култна манифестација. Да, и глумците пеат. Глумците пеат и сега тетовчани, ајде употребиме еден тетовски збор, каскан лук. Одинат не може, само скопските ќе пои тетовските, значи буквално. Нема точна формулација што е тоа. Значи може да биде музичко, театарско шоу, може да биде драмско, сценско шоу. Генерално е шоу. Шоу кое што треба на тетовската публика да им даде некое предновогодишно расположение, некоја доза на релаксација. Генерално, меѓутоа е доста сериозно во однос на организацијски елемент и многу е битен целата структура како тоа се спрема. Сакам да кажеме дека почна како мајтап, на крај прерасна во многу сериозно, да, многу сериозна манифестација. А јас кажав ми е мерак затоа што Тетово важеше пред многу години како град каде што навистина имаше многу збиднувања, многу случувања, културни, музички, секакви. Сега сведочиме за жал не само во Тетово на едно време кога се некако минимизирани овие работи. Баш ми е кејф дека во Тетово ова една манифестација некако и го држи јадрото на градот, некако им влева позитивна енергија на луѓето, а тоа го докаже и рекордно распродадениот број на билети, чинам не денови, часови беа, како се распродадоа билети. Генерално, да. Значи тетовци докажа колку ја поддржуваат и колку им значи ова што го правите. Ја на Facebook ставев еден пост кај што кажав дека веројатно ќе мора манифестацијата да го менува местото каде ќе се одржи, каде ќе помасовно да биде нешто, да биде, да. Да, многу се радам на тоа што тетовчани навистина во рок од 3-4 часа ги купија билетите за и тетовските глумци Поа и многу ми е криво што само една ќе биде само премиерно ќе биде изведена, дека нема да има репризи, ама капацитетот на Центарот за култура и љантевски спок е толку колку што е. Али верувам дека овие што ќе дојдат на 16 декември дека ќе уживаат, дека секогаш има некои нови елементи, нови шоу, нови смешки, многу добри нови песни. Годинава ни е музичкиот дел сврзан за филмски теми. Dream Team ќе беше во музичкиот, така да Dream Team апдейтиран Dream Team. Значи они се Dream Team, мислам тој што музички свет знае кој се Dream Team. Да, сега се малку појачани годинава исто од едни врвни музичари кои што направија една интересна фузија на нивната работа. И тоа сакам перфекционистички се размишља секогаш околу тоа. Музичкиот дел е комплетно нивни, нема да се разрушава тетовската публика и ќе дојде од страна, затоа што од година на година се вложи све поише и поише. Значи буквално ниеден елемент не е изоставен, како сценски, така од светло, дизајн на звук, работи голема, сериозна, професионална екипа позади тој проект. Ја, тие што знаат, може да спомнам пар имиња, значи тој е Ален Хаджи Стефанов од Македонската филхармонија као главен саунд инженер, Ангел Ќосев, студио Подрумот, значи тоа се луѓе кои што и такако си ја знаат работа. Во склоп на драмска студија при Центар за култура и љантевски спок. Ова се организира и така функционирате, но мора да напоменам дека ова не е единствената манифестација годишно што ја правите. Мораме, бидејќи и Саши е тука, годинава направивме филм. Јас, Саши е режисер, ја му помагав во тој дел за театарот во Тетово.
Значи, театарското збиднување во Тетово е многу одамна, можеби меѓу првите во овој дел на Македонија. И тој филм ги опфаќаше од почетоците на театарот во Тетово до моментот кога Тетово имаше свој професионален театар, па кога се префрли драмското студио при Центарот за култура и Јанчевски смок, кога тој се направи 70-ти години, па до ден денеска, и тој е еден голем дел што го фатите за тој филм, кој, иако е завршен у 4 дела, има простор да уште да се додава нови елементи излегуваат. Така да драмското студио при Центарот за култура стварно има огромна традиција, многу гостувања, многу награди по фестивали, и се надевам дека после нас ќе продолжа таа традиција на Центарот за култура, драмското студио при Центарот за култура да продолжи. Тоа е еден сериозен континуитет од 1969 година, на чело на Лисоацо Костовски, веднаш по затварањето на професионалниот театар 54-55 година. До ден денеска има своевремен континуитет, значи однос на континуирана сцена више колку 53 години уназад. А самите почетоци на филмот кој уште го спомна Бачо, тоа е од 1898 година. 1898. Да, значи тогаш официјално одиграна, тоест првата театарска представа у Тетово, или што би рекол покојниот Ристо Стефановски, корените на театарот во Тетово се од турско. Да. Зборуваме за 1898 година. 125 години. Затоа и се насмеав, бидејќи да земете да ги отворите архивите на Тетово, да истражувате, тоа е бунар, непроценливо богатство, меѓутоа има тетовчани една мана, не толку сакаат да се експонираат и да се фалат со тоа. Треба вака да ве поканам специјално да дојдете, ама тетовчанец не никогаш да пише дај да гостуваме да најавиме нешто. Зошто толку скромни? Има што да се муавети. Не е скромно. Например, ја страшно ги почитувам оние луѓе кои што, например, ги купуваат уметничките дела, оние што се за надзид, што ги купуваат за себе, а не за пред народ. И не за гратис. Па, најверојатно нешто у тој стил. Ние изработивме документарен филм кој што е капитално дело за Тетово. Зборам визуелен аспект, сериозна дигитална архива, ја сакам да кажам, кој што индиректно врзани со сите проекти кои што се работат понатаму. Еве еден дел од нив е, например, овој сега што ќе се случи на 16 декември, тетовските глумци ПОА. Што сака да се покаже? Не е работата да се покаже дека некој колку фигурирал во одредено време, туку да се покаже дека Тетово као град има сериозен континуитет на театарски живот, дека еден од главните стожери на формирањето на македонското драмско глумиште. Значи, ако земеме предвид дека Тетовскиот професионален театар го оформил Петре Прличко, заедно со Миодраг односно со Панта Николич, а предходно првите почетоци ги бележи Лазар Личеновски. Сепак мислам дека треба малку да обрнеме поише внимание на историјата кој што е позади. Секоја чест на сите кои што работат театри во Македонија, меѓутоа Тетово као град не е за подценување. Сега жално е што се сведене на група од 15 на луѓе да го држи тој континуитет на легендарното драмско студио, кое што е еден од, убаво кажавте на почеток, еден од главните стожери на театарскиот културен живот у тој град. Ги држат граѓаните така како во една целина, дефинитивно. Морам да признаем, например, кога имаме театарска представа, или еве тетовските глумци, која мислим дека цел град тога живее. Па и зборува за тоа. Јас пред некој ден бев во Тетово и навистина неколку по повеќе години како сум во Скопје, толку ми беше мера кога го почувствував тој градски тетовски дух. Луѓето зборуваат за манифестациите. Ја чекаат да дојдат. Дори тие што не набавиле карти, ако оди после некаде на телевизија, не знам, тоа ќе ако се емитува ќе си имаат можност да ја гледаат. Да, телевизија, да. Меѓутоа сакам да кажам колку беа среќни и возбудени што нешто се случува така. Да. Ќе се снима тоа. Добро, карти нема, 16 декември е датумот, така да ќе остане за нас кои што не си набавивме карти на време да го гледаме тоа на телевизија. Па да, или на YouTube. Или на YouTube, добро, да, ќе го има, ќе има манифестацијата да биде во Скопје. Тоа сакам да кажам, кога ќе гостувате во Борис Трајковски да ја наполните салата. Па не во Борис Трајковски, не во Борис. Размислуваме за некои простори овде каде размислуваме онака у слободна рекреација, што би рекле ние, размислуваме за маната. Одма после Нова година, тоест некаде не одма после Нова година, се да не биде толку, хајде да се обеќава дека одма ќе биде после Нова година, меѓутоа негде на пролет, најверојатно доколку Македонскиот народен театар нели е заинтересиран за таков вид на соработка, би требало да види и Скопје
што се работи Тетово за театар. Што е тетовските глумци? У Скопје е нормално да работите по сериозен театар, затоа што има сериозни институции, меѓутоа ако некој ќе дојде од страна и покушава да испарира на големите, Ама од душе и од срце, аматерски. Добро, аматерски. Се што е со искрено и со љубов публиката го препознава, тоа го докаже и со поддршката кон вас. На YouTube ги има сите претходни емисии, може да се погледнат. Ви видов траат по 2 часа, отприлика, тоа е убаво уживање. По последново беше најдолго, 2. Најдолго беше, последново беше. Ние погледнавме и дел од инсертите од изминатите години како и што се нели случувало на манифестацијата. Убава манифестација посакувам, ми беше мерак што бевте наши гости утрово и да се видиме и после празниците, Тетово го чека уште еден убав период, Бадњабава, Бадник. Бадник е, тоа е празник за Тетово, тоа е празник, Тетово тоа е таков еден убав карневал и тие што не биле може да биде у Тетово и да го осетат таа атмосфера бадникарска што викаме. Јас сум тогаш најголемото дете на тој ден. Сите ништо не ме радува толку колку треба. Ако нешто за овој период од годината најмногу се зборува, тоа е за тие две работи, за оваа манифестација и за Бадник. Точно е, да. Благодарам што ни бевте гости утрово на јавниот сервис. Посакувам успешна манифестација и да се гледаме следната 2023 година и за други проекти. Ево ова ќе биде јавна покана. Фала многу. Додека ќе дојдеме на гости со камера во студиото кога подготвувате нешто. Секој време. Секој време.